случува кога исхраната станува наш проблем? Овој пат отворено ќе зборуваме за анорексија и булимија, бидејќи тоа е сериозна болест која што ги погодува нашите млади девојчиња. Кажуваат дека се загрозени девојчиња од 12 до 14 години, а булимијата настанува тек при крај на нивното полнолетство. Ретко се зборува за оваа тема, бидејќи веќе статистиките во Македонија кажуваат дека расте бројката кај младите. Затоа на оваа тема ја имаме како гостин Ева Алексовска, која што ја поминала оваа болест анорексија и булимија и отворено ќе кажува за нејзината животна борба. Ева, добре дојде. Благодарам што прифати мојата покана. Се надевам дека ќе раскажеш се и да ги отвориме патот на оние деца што се борат веќе со оваа болест. Кога прв пат почувствува дека имаш проблем со исхраната? Прв пат мислам дека тоа беше на 12 години, нешто така. Тогаш осетив дека уствари јас не си го прифаќам телото и не си го сакам телото. Не осетив дека имам одма проблем, меѓутоа осетив дека нешто не е во ред на начинот на кој што размислувам и за моето тело, нели? Значи баш во почеток на твојот пубертет, така? Да. Како се деси тоа? Мислам, се погледна во огледало, што вида во себе? Па имаше и многу лоши коментари од школа, од деца. Од тебе? Да. Какви коментари беа? Дека сум дебела, дека сум ваква, дека сум... беше дебела? Па никогаш не сум била, реално никогаш не сум била дебела, меѓутоа бев покрупна. Колку кило имаше тогаш? 85. А висока си? Тогаш бев 180 висока. Па нормално тежина си имала? Па да, не бев дебела, да. И, значи, децата од твојата школа фактички ти наметнуваат некаков комплекс, така? Да. Меѓутоа, од друга страна, тука беше и мајка ми, кај што имаше страв да не ми се зголеми, да не ми се расшири желудникот и цело време ме ставаше на диети. Редовно бев на диети и тренирав и одбојка и многу сериозно тоа го сватив. И почнав и на нутриционист да идам и некако ми се набиваа само комплекс по комплекс. И дојде момент каде што решив окей, пак нели јас ќе се ставам на диета. И тоа беше пред година и пол, скоро 2 години, кога прв пат кога све започна. И бев ќе се ставам на најобична диета само со без леп и без благо. Меѓутоа тоа почна да прогресира во нешто поголемо и не знам, така почнав да си викам ајде можем и со еден портокал да поминам во денот и со едно јаболко можам да поминам и така некако све се случи. Од која храна се откажа на почетокот? Што беше? Лепи благо или што? Па да, лепи благо и висококалорични јадења. И што јадеше? Па белка од јајце, јаболко, овошје, гледав се да не јадам со зејтин или да не ставам зачини, месо избегнував. Така нискокалорични храни гледав да поминам само со нив. Како го убедуваше мозокот и стомакот дека ти не си гладна? Па гледај, значи беше тешко само првиот ден-два, меѓутоа дека работев постојано, некако заборавав на гладта и заборавав дека ми се јаде и после со тек на време само ја изгубив потребата да јадам и не осеќав глад. А свесна беше што ти се случува во тој период? Колку траеше? Бидејќи сега се уште се долекуваш, така? Па тоа траеше скоро година дена и после тоа отидов на лечење. Значи од 12 до 13 или како? Од која година? Од 12 до? Не, тоа беше од пред 2 години, скоро. Добро. 2 години, година и пол, 2 толку. Значи дозна, сега имаш 19, така? Да. Дозна дека имаш булимија. Анорексија, булимија, дознав дека имам... На 17, така? Да. Нешто така. Значи ти веќе колку 3-4 години си се борела со
оваа болест, така? Па не, ама 2 години веќе се борам со овој проблем. Со оваа А како проблематика. дозна? Ми се слоши на работа и отидовме во болница и таму ми става инфузии. Ме прашуваа многу различни видови на прашање и на крај ми кажа дека сум диагнозирана со анорексија булимија. Резултатите веројатно не ги дојде одма. После колку време ти кажа? Па не знам, помина некој сат, 2 може, ама ги добив. И што испитувања ти направи? За да ги... Па не знам, ми мереа тежина, висина, ме прашува различни прашања, што јадам во текот на денот, колку често јадам, дали повраќам, све тоа. Ме ставија на инфузии, пошто калиумот ми беше пренизок, а калиумот е потребен за да функционира срцето и бубрезите, како што треба. И мене ми беше пренизок, значи под нормалата, и затоа бев и на инфузии. И малце, затоа уствари сум се, кога ми се слошило, сум се онесвестила поради таа причина и после малце кога ме дигна на нозе, тогаш пред да си идеме ни дадоа лист и таму пишуваше дека сум диагнозирана со анорексија булимија и мајка ми не можеше да поверува. Вика, ова е некоја грешка. Значи, било страв да се соочи со вистината. Да. Веројатно бидејќи нели пред тоа ти кажа дека и мајка ти нели те терала да имаш диети и сватила дека направила грешка кон своето дете. Какво беше твоето чувство кога ти известија дека имаш анорексија булимија? Па од една страна бев изненадана, од друга страна не ми беше чудно што... Значи ти посвесно си чувствувала дека нешто се случува? Да, не ми беше нормално тоа што се случува, меѓутоа имав преголем страф од храна. И дента кога заминавте дома, што беше првиот потек на твоите родители? Дека треба да идам во психијатрија. Беше? Да. И? Да, 2 пати. Првиот пат лежев недела дена, вториот пат околу 10 дена. Првиот пат кога лежев таму накачив малце на килажа. Колку накачи? Тогаш бев 53 кила, качив на 65. После искочив од психијатрија и помина недела дена и во текот на таа недела дена јас почнав да се сеќам, пошто не бев воопшто среќна со Да се сеќаш? Да, по рацете. Аха. Пошто не бев... Со што се сеќаш? Со нож. О, срце море. Да, пошто не бев задоволна на раката овде. А кај најде нож таму? Дома, дома, кога се вратив дома. Не бев задоволна со килажата и како све испадна. И кога вида мајка ми дека сум се пресекла, пошто јас после тоа сватив што се случи и отидов и плачев на неа. Кога тоа се случи, решивме дека треба и повтор пат да идам во психијатрија и дека очигледно не е долечен проблемот и дека... Да, дека тоа е ментална болест. Да. И вториот пат кога отиде, колку временски период беше? 10 дена. Од прилика 10 дена. И ја задржив таа килажа од 65 кила и кога искочив од таму, во психијатрија беше преужасно. Зашто? Пошто те форсираат, ти се закануваат, ако не јадеш нема да искочиш од овде, ако не јадеш немој да мислиш дека ќе видиш нешто повеќе од овие 4 ѕида. Ме форсираат да јадам. Комуницирале со тебе? Да. И јас имав травма од кој искочив од таму и... Со што бе ранеа таму? Што ви дава да јадете? Па ја бев во психијатрија со сите останати, со луѓе кои што пробувале да се самоповредат, со луѓе кои што се проблематични, пошто ние немаме оддел кај нас за специфично за луѓе со проблематика со исхраната. Така да јас бев со луѓе кои што се малце по-проблематични од мојата ситуација. Ама таму не хранеа леп, ориз, граф, некои кифли суви со крем, но... Имаше во тој период беше на психијатрија да исфрлаш храна?
Не смев, пошто ме надгледува 24/7. А ако имаше нагон, А, што се случуваш? па не смев, мислам не можев ни да си дозволам самата на себе, пошто имав страв дека ќе ме задржат во психијатрија цело време и дека нема да ме пуштат дома да си идам. И вториот пат се враќаш повторно дома. Како го живееш од тогаш тој ден? Тогаш почнав некако многу бев разочарана. Тогаш моите не приметија, меѓутоа јас почнав да јадам претерано храна и да ја повраќам. Тука доаѓа и булимијата, тој делот. Моите уште не беа свесни за тоа, не сватија што се случува. И после почнав повторно да симнувам на килажата. И од 65 за неколку месеци стигнав до 42 кила. Тоа ми беше најниската килажа. Да. И? Тогаш, тоа беше пред неколку месеци, сега повторно качев здрава килажа. Значи, видиш цело време кај тебе варира. Да, да. Значи, кога ја симнав веќе кога бев 42 кила, почна косата да ми паѓа премногу, претерано, ноктите ми беа претенки, уште не ми се заздравени кој што треба, не ми се зацврстени. Почнав да имам болки додека седам во коските од позади, коските на грбот кога се потпирам негде. И сега чувствуваш болка? Сега не. Сега малце подобро. Тогаш стварно бев само коски. Бев постојано секојдневно на инфузии, по 2 инфузии примав во денот. Калиум... Коктел, витамините, вако примаш или што? Што ти става? Не, примав калиум и шекер. И шекер. Да. Калиумот треба да е најниско, треба да е 3.5. Мене ми беше 2.3. Тоа ми многу ниско беше. Тоа исто беше најниско што ми бил до сега. И така и после почнав со боледувањето во Србија. И идав на терапија кај психолог во Србија. Како го пронајде него? Значи не сакаше веќе да соработуваш со наши, така? Да. Немаше доверба? Неќев, изгубив доверба и бев некако на некој начин истравматизирана од нашиве овде. И неќев да соработувам со никој и никој не ќеше да соработува со мене, пошто јас сите ги одбивав. Јас го најдовме психологот, жена. Има доверба за да соработуваш со некој баш на таа тема. Да. Кај жена идам, Драгана се вика, во Србија, во Како Ниш. ја најде сам или со помош на родителите? Сестра ми ја најде, дека сестра ми живее во Србија. Сестра ми ја најде, преку сестра ми отидовме таму. И сега уште имам часови со неа, мислам сесии и така, меѓутоа не идам. Идам од време на време, да, онлайн. Идам од време на време кога јас ќе почувствувам потреба. Ти делува она, значи имаш влијано веќе доверба во неа, така? Да. Но сакам да соработувам со неа. Дали знаеш дека психијатрите ве кажуваат дека во споредба со депресијата, булимијата е веќе смртоносна болест? Да. Свесна си за тоа, така? Да. Што те доведе да зборуваш јавно? Пошто свесна сум дека прифати токму во кај мене да гостуваш. Ми се допаѓа начинот на кој што работиш и како комуницираш и твојот пристап ми се допадна многу. Сакав да зборам отворено за ова, пошто сум свесна дека многу луѓе и деца и повозрасни, машки и женски, дека многу ја имаат оваа проблематика и дека или не се свесни дека ја имаат, или не ќат да зборат отворено за ова и не ќат да си признаат и не ќат да се соочат со самиот проблем. И се надам дека на некој ќе можам да му помогнам на некој начин и да го разберам и да ме разбера.
Како ти прифатија, кажи ми, другарките кога дознаат дека се соочуваш со оваа болест и дали се имала момент каде што на некоја твоја другарка си кажала први и си кажала ама не смеш да кажеш, она го направила спротивното. Си имала таков момент? На разочарување другарки? Не. Дали ти се поддршка во моментов? Да. Да, сите? Моментално имам една другарка која што остана низ целиот овој проблем со мене. Значи само она остана, многу изгубив другари поради тоа што јас немав енергија за искачање, немав енергија за ништо и она беше единствената што ме свати и што проба да биде тука за мене. Па дури и да не е тука за мене, она беше само еден повик за да збориме и во секое време можев да рачунам на неа. Како се вика? Ана Марија. Ајде да поздравиме Ана Марија. Поздрав до Ана Марија. Ана Марија, јас сум ти благодарна од името на Ева, нака баш ме растревожи. Знаеш дека ретко има такви другарки во сега. Да. Нели потребно некоја ни е најтешко да се со нас. Да. Многу ми е мило што она остана покрај мене низ целиот овој процес долг што уште трае. А мајка ти? Мајка ми и татко ми немам збор за нив, не знам како истрпеа, не знам како се соочуваат уште со ова. И многу ми е жал и многу ми е криво што ги гледам така и дека се трудат и не знаат веќе што да прават. Ама не можам да кажам дека не биле тука за мене постојано. Битно е само да не се окрвуваат, едноставно така требало да биде, се е со причина. Да. И јас тоа го да. Значи ти нели со нив треба и ти обострано да разговараш за да зашто чувствувам дека родителите имаат некоја грижа на совест тоа што ти го направиле. Сакам да се навратам малце на нашата психијатрија, ме интересира. Колку доктори работеа на тебе? Првиот пат, на мене, кога отида? Со што се соочи првиот ден кај нас? Со мене требаше да работи психолог. По правило треба да работи со мене психолог, психијатар и нутриционист. Со мене никој не работеше. Значи првиот ден те примат во соба, така? Ти очекуваш да дојде некој да поразговарате, се појави некој или не? Дојдоа само сестрите што беа и не знам тие главните сестри, само ме истресоа цела. Како ти стреса? Така ми собраа дуксери со врвки, патики ми земаа, парфеми ми земаа, не смеам ништо стаклено да имам, ништо метално не смеам, врвки не смеам да имам. Телефонот ми го одземаа, све ми одземаа и ми рекоа ајде сега ќе дојдеш да јадеш. И тоа беше тоа, да. Без разговор никаков? Не. Првиот пат колку дена беше? Недела дена. Имаше момент да бидеш врзана раце и нозе? Не. Не. Како изгледа твојот однос со храната во споредба со пред тоа што си јадела? Уште се борам со тоа и се трудам да не ја повраќам храната која што ја внесувам. Пробувам да јадам повеќе протеин за да ме засити, да немам потреба да јадам благо. Пробувам да сум на здрава храна повеќе, иако треба све да јадам во моментов, пошто ми фалат многу вредности, витамини и све. Меѓутоа сега можам да кажам дека е каде подобро за разлика од тоа што беше. Сега барем внесувам нешто, тогаш воопшто ништо не внесував. Меѓутоа пак е премногу тешко и многу осеќам грижа на совест додека јадам постојано и Значи тоа ти е во анксиозност, да. Што ти е највкусно да јадеш сега? Сега увесни снеголуки. Ја ќе те карам дури. Месо? Месо па батак без коска. А сиренце кашкавалче такви работи? Не, уште не си дозволувам тоа да го јадам. А да почнеш, пример, помалце, по 2-3 залчиња? Да пробаш? Имам страф преголем. Си уште имаш страф, Да. Да се плашам дури и лисното нешто да јадам. Не можам. Повеќе сум на манџи, на тавчиња, нешто, ориз, гравче, Или месо. нема шансе да земеш, лепче? Тонус сам.
Тонус или оризови тие што се? Ово ние, како ги вика, како крупчиња што се така? Да, оризови. Галети или не знам како ги вика, нешто така. Да. Сакам, ме интересира моментот каде што реши да си ги сечеш раците. Кажи ми го тој дел, онака што преска ме збуни, која ми кажа, затоа сакам да се надоврзам назад. Кој ден беше тоа, памтиш? Не, многу ми е како матна меморијата тој период. Само знам дека бев преразочарана со мојата килажа и со све што почна да се случува и како се гледав во огледало. И само не можев да си се замислам и моето постоење не можев да си го замислам и све ми беше гадно што гледам како функционирам и све тоа и само земав. Мајка ми додека спиеше во другата соба, јас земав и се пресаков. Тоа значи било навечер? Или? Па нешто преку ден беше, не беше навечер. Значи попладне? Да. И од кога го направив тоа, само вака се гледам и отидов кај мајка ми во соба и кој реков кој збуната, кој се пресаков и кој не знав нија што да правам. Бев збуната и јас не знам. Длабоки рани беа? Па не. Колку, неколку исакотени? Па вака волку. А значи на една страна? Да. И што се деси? Не знам, сакав само да осетам болка некоја, дека се осеќав виновна. Каква болка сакаше да почувствуваш? Многу метно онака. Не знам, Објасни ми го тој сакав момент. да си се повредам за тоа што сум ја качила килажата, се осеќав. Значи да се караш самата себе си? Да. Значи самата себе си шамар да си удриш? Да. Колку кила качи тогаш што го направи тоа? Па од 53 до 65. И? И ништо. И мајка ти? Отидовте, викнавте брза помош, што се деси? Не викнавме пошто не беа раните длабоки, ми исчисти она и седнавме да збориме и она беше потресена, седнавме да збориме и дојдовме до одлука дека пак треба да идам во психијатрија, дека тоа е најпаметната идеја за да Таа не жена ништо помина со тебе, мене ми е жал. М? И мајка ти ништо помина со тебе, тоа јака борба ова. Да. И решавате да идете на човеко повторно. И која ти кажа дека ќе идеш на психијатар повторно? Ми се пресекува нозата, јас не, тоа најмал за го сакав. Чекај, пробавте, имаме и ние други добри психолози и психијатри? Од приватните? Пробавме институции? приватни, меѓутоа Не се нафаќа да работат? Па не, пошто и јас не се нафаќав на работа со нив. Не знам. Ме интересира ова сега што е во Србија, на колку време ја бараш? Што рече кога ќе почувствуваш Секоја така? недела. Секој еднаш или два пати во недела? Па по потреба, како јас се осеќам, ама најчесто еднаш, пошто сега постабилно се осеќам од пред тоа. Излегуваш надвор, се дружиш, Да, имаш сега дечко, да. имаш момче некој? Да, имам. Имаш? Знае он така? Знае, Да. мислам, еве. И да не знае, после ќе дознае. Само да си здраве и жива. Сестри имаш така? Сестричка или брат што имаш? Сестра. Сестра? Постара. Она е 10 години од мене. Она во Скопје? А, не, рече Не, дека во Србија. Во Србија. Да. Што ти, на кој начин ти помага сестрата? Па ми помогна со самото тоа што најде психолог и премногу тој психолог ми помогна мене. Меѓутоа сега не сме во некој голем контакт со сестра ми, само далечината што ја немаме, таа блискост, да се каже, и плюс она со деца мали дома и ја разбирам до негде. Ама пак ми е сестра и ми Нормално, помогнала, да. колку толку ми помогнала и мило ми е за тоа. Мораш да се бориш, што премногу си мал и свесна си дека не да Божи днината може да ја изгубиш, гледаш, мислам, што се случува. Јас секој ден. знам, Преубава свесна девојка сум. си, Фала. вистина си преубава девојка. Фала. И древото е ваква убавина да Јас и Да сама бори. сум свесна колку време изгубив оваа година дена, скоро 2, што
се борам со ова и колку не сум искачала надвор и колку не сум имала сила ни да работам ни ништо. Сакам да им дадеш нека порака на родителите. Значи, од искуството твое, нели што си го поминала со мајката и со таткото, бидејќи 100% знам дека ја ова што гледам и на мои блиски другари, гледам дека децата делумно можеби го има тој проблем, бидејќи ве јасно која ќе им кажам, поразговарајте или они нека да прифатат таа вистина. Зошто тоа така? Да. Па прво треба да си прифатат дека можеби има децата нивни некаков проблем. Иако им се нивни деца, сигурно гарантирам дека сакаат најдоброто за своето дете. Ништо не треба да е форсирано, не треба многу да се форсираат децата во вакви случаеви, пошто многу делува Контраефект има. Да, преголем контраефект, само треба да се тука за нив. Треба да пробаат да зборат со нив, да ги разберат, да побараат било каква помош, да соработуваат со децата на некој начин. Меѓутоа да не се форсира ништо, пошто знам по мене колку повеќе ме тераат нешто да правам, јас толку не ќам тоа нешто да го правам и немам мотивација тоа да го правам. Овие девојчиња сега што го имаат подсвесно проблемот како ти што го имаш, а си уште ги немаат родителите нели известено, на кој начин еве да им некој пример како тоа да го кажат или ако мисла дека го има тој проблем, нели, да разговарат со мајката. Треба да се најотворени и ако треба... се плашат да го направат? Ако се плашат да го направат тоа, барем нека пробаат сами да поработат на себе, барем тоа. Додека не е касно, додека не е влезено во нешто посериозно, мислам дека е добро да се каже и да се изреагира на тоа. Ако не можат да кажат, барем нека се потрудат сами или нека пробаат да зборат со некој кој што има познавање со тоа, некој поблизок што имал сличен проблем или психолог или не знам, да пробаат да посегнат по некој. А сега ти учиш така? Завршив средно. Заврши средно. Оваа година правам пауза, бидејќи целиот овој проблем. Добро. Ама ќе идам безбедност. Безбедност, така се запишеш на факултет, што го и работиш. Да. Како те гледат на работа, како коцка мраз, нели, како стакло? Те чуваат сите? Не знам. Не ми е таква работата со луѓе, со... Не знам како да објаснам. Не ми е таква работата. Значи немаш контакт со луѓе, сакаш да кажеш? Да. Оке, после ќе ми кажеш што работиш, не откриваме. Наутро кога стануваш, што го започнуваш денот? Наутро кога ќе станам... Барем сок цедиш, портокал, такви работи? Не. Не тоа? Лимон знам да цедам. Обично на савајле или со чија пудинко почнувам денот, или со овесни снеголки, каша, со путерот кикирики, со овошје, со све тоа. Ручекот? Ручекот, не знам, зависи. Најчесто ми е нешто месо, нешто протеин или ориз. Колку ми садиш ме интересира? В грабажа? 50? Па не знам. Вчера изедов еден батак. И компири. Колку компири заде? Пржен или печен? Печен. Така, една рака. И тогаш чувствуваш, значи, во главата или како дека е доста? Па, по стомакот си осеќам дека е доста. Си осеќам кога сум најадена веќе. Ти беше лудникот вајда ти е сега повлечен полно. Да. И вечера јадеш или не? Јадам. Те тераат или сама сакаш? Па, јас знам и да заборавам да јадам, така да треба да ме подсетуваат. Течно снесуваш? Не многу сега, во моментов не многу. А треба. Пошто малце пијам вода.
Треба и млечни производи, баш како што ти кажав при тоа, ете по малце по едно коцкиче. Пробај, Да. малце по малце или сиренце. Ќе си помогнеш и на тебе, и на околината, и на родителите, така, знаеш. Да. Ева, сакам да направиме една така ретроспектива од почетокот, нели, 12-та година, баш како што и најавата ми беше дека тоа е почетокот на повртетот. Како се изградуваше, значи, ментално зборам, за да на 2, 3, 4, 5 години до сега, до 19-та година, бидејќи ве сега сваќаш дека не е тоа. Значи, Па јас ја добив самата мотивација, бидејќи почнав да губам премногу енергија, немав сила да искачам, немав сила да се избањам, значи имаше денови кај што со денови нема да се избањам, немав сила за апсолутно ништо да правам. Ми се вртеше постојано, си имав онесвестувано по дома. И кога се погледнав еден ден во огледало и сум кој, окей, ова е само коски, ова е коски и кожа, ова не изгледа воопшто убаво, кога не знам што сум си мислела јас до сега. И некако све ми се наврати од претходните години, како сум размислувала и што сум си мислела уствари. И решив дека за нова година, сега, кога беше нова година, дека за нова година ќе изедам јајца за прв пат во не знам таму колку година или не знам. И ќе се снимам, ќе го изедам тоа јајце и од нова година ќе почнам нов старт и така уствари све почна. Во новата година све. значи се вети сама на себе, така? Што убаво. Видиш дека некојаш може и да си сама свој психолог и психијатар. Да. Да, ја многу сакам така да помагам на луѓе, да си зборам со луѓе. Први Да треба се на само да себе мотивирам. си да се помогнеш. Да. Бидејќи не можеш толку да трошиш енергијата, нели? Да. Да, може да ги мотивираш ако го имаат истиот проблем, за да им дадеш правец тоа што се го поминала. Само сакам да те прашам пак нашиве психијатри, што викаш, што почувствува кај таа во Србија? Те привлече нешто хемија, енергија? Да. А кај нас стрикно немаше шанси тоа да се деси. Беа многу дрски, беа многу не знам, многу лошо се однесува, многу лош пристап има на работа. Сакаш да дадеш нека порака еве до Министерството малце да се озбилна сум. По ова што го кажа, јас би реагирала. Па мислам дека дефинитивно треба да се смени нешто во здравството. Тоа е дефинитивно малце да се посвети повеќе внимание и поможност да се отвори нешто специјализирано за луѓе. Друг одел ете така. Да, оддел за луѓе со проблематика со исхраната. И дека треба да се работи во тимови, што ние овде го немаме тоа, да се работи во тимови на психолог, психијатар и нутриционист за луѓето кои што имаат проблем со исхраната. Што нема жена да те тера туку така, нели, кога ти имаш Не може она да дојде да ми рече ајде сега ќе јадеш. И да ми рече ако не јадеш, нема да идеш дома. Пред крај на емисијата, како гледаш сега твојата иднина? Вика гледам дека стварно многу убава девојка си, висока си, 1,84 м, така? Да. Па Што те е многу желбата? ми е голема желба да глумам и да сум модел. Модел Тоа стварно ми била желба од одамна. Ти си баш за манекенка и за моделка. Па, Еве, кај те е желба, во која модна агенција кај нас? Јас можам да те помогнем, еве ќе ги сконтактираме после завршетокот на емисијата, ќе се јавим. не знам, Каде те е желбата? не сум се информирала доста за тоа. Не знам која фирма. Па ајде заедно кој не ќе видиме значи каде се гледаш, што гледам ти енергетски функционираш со луѓето. Јас ќе ти ја кажам кои се неколку, ќе кажеш не са исконтактирај ги тие и ќе идеме заедно. Може. Нема проблем. Значи Уверен. сакаш да си манекенка моделка. По време мала си 19 години. Да. Преска ми кажа дека многу сакаш шајварче сиренца. Да. Без Но. лепче или со лепче? Па се Со левче. лепче. И јас сакам тоа, ти кажам исто. Да. Ќе јадам, Заедно дојде ќе следна јадеме. зима. Мацо, сакам за крај, што ќе еве дадеш предлог како девојчињата
да се соочат како да разговараат, како да комуницираат, зашто и момчиња страдат од ова. Еве сега ќе не гледат и млади. Значи, мислам дека е боле да се спречи тоа на време, за да не дојде до момент до кој што сум дошла јас и не дај Боже уште полоша. Само да си има многу мотивација и да се сигурни во самите себе и да не се откажуваат колку и да е тешко. Ева, ми беше драго што ми беше гостинка. Фала ти, мене исто. Многу убава стварно енергија, имаше душа онака чиста и се надевам дека ќе помогнеме стварно на многу од гледачите. И јас. И на деца и на родители, така да се надевам дека ќе успееш и дека се избориш. И јас се надевам. И Доста јас. беше веќе од овие глупости. Да си здрави и живи, баш благодарна ми сум онака што јавно зборуваше за Да. Фала што ме викнавте, што ми имате. Поздрав.